Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитувана македонска javnost, почитувана колешки. Najprvo jedno prašanje. Da li, dokoliko го планирате домашниот буџет, би го планирале вака? Како што ви беше планиран буџетот за 2021 година, а сега правиме ребаланс на истиот. Дали, кога ги планирате домашните приходи и расходи, би ги планирале како овде што ревносно го браните, а всушност со вака абстрактни бројки, кажување, толку пари ваму, толку таму, само ги збунуваме граѓаните. Дајте конкретно да зборуваме за одредени проекти, за одредени подобрувања во однос на услугите и правата кои што ќе ги користат граѓаните врз основа на овој мегаломански буџет, кој што и во дадениот момент го зголемувате, односно достигнавме буџет до над 4,37 милиарди евра. Буџет со кој што може да се опфатат многу други продуктивни проекти кои што ќе бидат од полза за граѓаните и ќе почувствуваат бенефит од овие средства. Меѓутоа, вие единствено зборувате за бројки, се со цел граѓаните да не ја разберат поентата која што се води, односно која што е ваша водилка во дадениот момент, а тоа е да се прераспределат, односно да се алоцираат средства единствено и само единствено во оние сектори каде што имате доходовни јавни набавки за вашите носители на јавни функции и јавни службеници кои што ги користат своите позиции за перење на пари и правење на огромни финансиски скандали и испомпување на пари од буџетот на Република Македонија. Во самите извештаи, односно при анализа на ребалансот, многу јасно и децидно се гледаат и бројките кои што ги вие кажувате, меѓутоа ги кажувате така брзо да не можат граѓаните да ги разберат. Конкретно, секој едно семејство и секој граѓанин го интересира каде неговите пари ќе бидат алоцирани, односно дали истите оние приходи кои што ги има Република Македонија, буџетот на Република Македонија ќе бидат соодветно алоцирани. И колкав ќе биде дефицитот, односно да бидеме појасни, колку ќе биде она што ќе го истрошите, а не сте го заработиле, односно го немате како приходи. Во самите табеларни прегледи се гледа дека имате дополнителни 46.230 милиони денари. Односно, зголемување во однос на буџетот кој што го планиравте пред само 5-6 месеци за 32,3% на основниот буџет. Тоа значи дека промашувањата и несоодветното планирање на средствата ви произлегуваат уште од самото планирање на буџетот. Вие овде вршите зголемување на дефицитот, а со тоа Република Македонија дополнително ја задолжувате, иако истата ниту ги почитувате меѓународните договори, ниту критериумите, да не зборуваме за мастришкиот критериуми кои што се надминати одамна и веќе јавниот долг надминува 62,5% од бруто домашниот производ. И за прв пат имаме дуплирање, односно јавниот долг го надминува дупла повеќе од буџетските приходи кои што ги имаме. Овие се бројки кои што се застрашувачки. Ако вие се самозапалувавте и вршевте притисоци, имате пишувано во техничка влада писма до сите меѓународни релевантни институции дека Република Македонија не може да обстане, ќе банкротира, вршевте притисоци, правевте протести, кога јавниот долг беше во некои нормални граници. Сега имаме 7,1 милиарда евра долг. Почитувана колешки. Меѓутоа, пак ќе повторам, со абстрактни бројки да не продолжуваме, да се осврнеме на конкретни работи од самиот буџет и ребаланс, каде сте потфрлиле, а каде доколку
е за одредена услуга и право кое што треба граѓаните да го добијат, да ја поддржиме, да ја пофалиме. Меѓутоа, повторно ќе ви повторам, ги алоцирате средствата каде што имате големи јавни набавки за перење на пари. Единствено тоа ви е намерата. Но, да почнеме од моментот каде што вели вака, во самата анализа. Вика, имаме најмало учество на вкупните расходи по владини програми, има јакнење на владење на правото од само 0,004%. Следно од реформи во јавната администрација од 0,6% и регионален развој со учество од 1%. Владење на правото имаме само 2 милиони денари предвидено за цела година. Онаму каде што ги имаме најголемите критики и од Европската комисија и од сите меѓународни релевантни институции. Зборуваме за буџет од само 2 милиони денари, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Владата на Зоран Заев и актуелното парламентарно мнозинство ќе воспоставува владење на правото со само 30.000 евра. Овде имаме две поенти. Или истите сметаат дека се е розово во државата, владењето на правото е на највисоко ниво, или истите се уплашени, ниту имаат идеја, ниту начин како да го воспостават тоа. Јас од овде ќе потврдам дека е второто, односно ниту имаат идеја, ниту знаат како. Има воспоставено обид со некој си совет за реформи начело со премиерот Зоран Заев, кој што е впрочем економист, ќе водеше реформи во судството. Неуспешен обид. Ветинг на судиите за плашување, неуспешен обид. Единствено прочистувањето го вршите на начин кој што неподобните за власта во моментот, кој што ви разоткриваат и во одреден дел го обелуваат образот на овие институции, ги разрешувате, ги казнувате и ги разместувате. Владењето на правото не го ставате во приоритетни ставки и, повторувам, за истото одделувате само 30.000 евра. Спротивно на вашата заложба дека овде се е розово, извештајот на State Department-от наведува сосем друго. Односно, покрај сите години наназад, каде што бевте предупредувани за овие недостатоци и конкретно во најновиот се наведува дека високо позиционираните јавни службеници се подложни на подкуп при донесување на странските инвестиции, односно истите наидуваат на проблеми и неможноста да ги воспостават својата инвестиција. Ова го потврдуваат највисоките и најрелевантните институции и организации кои што се од оваа област. И 111-то место кое што не ни бега е впрочем доказ за сето ова. Но да продолжиме по ребалансот кој што секако според вас не ни треба право, не ни треба владење на правото, немаме потреба бидејќи и самите ставки кои што ги намалувате, повторно ќе повторам. За јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги намалувате средствата од 83.790 денари, ги намалувате за 27%. Истото го вршите и со имплементација на Законот за кривична постапка. Сето ова ви е смислено да не можат да се остварат сите оние планирани постапки кои што сега во моментот се отвараат или допрва ќе се отвараат за сите криминалци кои што се водат кои што функционираат сега во ова влада. Прашавте и кажавте дека имаме конкретно одредена можност да воспоставиме и да поставиме пратенички прашања. Да, еве сега конкретно, јас ќе ви кажам дека имав поставено 2 пратенички прашања на кои што надлежните ниту одговорија, односно одговорија со некој, како што велат нашите, кругло на ќоше, да не се знае што самите одговараат. Конкретно ќе ве прашам директно и вас, почитувана колешки.
На прашањето кое што беше до Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој, имав прашање кое што се однесуваше на контролите на барателите на субвенции и зошто истите не се исплатени, иако знаеме дека помина законскиот рок, зошто истите се контролираат после година и половина од кога се поднесени, и ќе ви кажам зошто. Истите се направени да не можат да ги остварат своите права, да не ги добијат истите субвенции, да бидат казнети уште 3 наредни фискални години, да не можат да ги користат овие средства. Доказ за ова, иако ниту агенцијата, ниту министерот на моето прашање не одговори соодветно, вие овде. Почитувана колешке, во самиот ребаланс самите наведувате, односно кога ви е доставено, наведувате дека во моментот се зголемуваат средствата планирани за Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во однос на буџетот од 2021 година за 3.509 милиони денари. Тоа е доказ, почитувани земјоделци, дека власта во буџетот воопшто немаше предвидено средства за исплата на овие субвенции, кои што вие ги чекате долго време, а истите ги немаа ниту предвидено во самиот буџет. Под притисок на опозицијата и на јавноста, заедно со вас, со средбите и контактите кои што ги имаме, истите под притисокот мораа да ги вметнат во ребалансот на буџетот, кои што, иако се со задоцнување, ќе бидат добредојдени секако и за вас. Меѓутоа, тоа е доказ дека истите ниту се замараат, ниту сакаат да ви помогнат. Не бевте ниту планирани во буџетот за 2021 година. Тоа јасно и децидно го покажуваат документите кои што сега самите власти, односно владата, го доставува со зголемување во ребалансот на буџетот. Меѓутоа, за операционализирање на ребалансот ќе поминат најмалку уште 1 месец. Иако секојдневно ве лажат дека денес утре ќе бидат исплатите, ве лажат и најмалку 1 месец ќе помине додека истите да бидат исплатени. Почитувана колешке, второто пратеничко прашање кое што го поставив беше пак во однос на самиот дел кој што го имаме секаде сега и овде повторно имате директно признание, каде што гледам дека се гордеете со зголемување на корисниците на гарантирана минимална помош, на корисниците на социјална заштита, на корисниците на помош и нега од друго лице. Секаде ги спомнувате дека сте ги зголемиле ставките и велите вака. Согласно предлог ребалансот на буџетот за 2021 Министерството за труд и социјална политика е планиран вкупен буџет во износ од 55.162 милиони денари во однос на надоместоци и права од социјална област, чии што средства се зголемени за 473 милиони денари. Надоместоците за социјална заштита се испланирани и дополнителни 357 милиони денари. Почитувана колешки, во една година зголемувањето на барањата за 80% од 25.000 баратели на 45.000 баратели за помош и нега од друго лице е несоодветна и истата нема никакво оправдување или е сосем загрижувачко за јавното здравје на граѓаните во кое што оваа власт ги доведе граѓаните. Односно, секој од нас е потенцијална жртва во однос на одредени болести кои што ги нанесувате со вашето владење. Овие граѓани по една година не можат да го искористат своето право на социјална заштита, на користење на правото од помош и нега од друго лице, бидејќи не можат да закажат термини кои што се формирани комисиите во јавните здравствени установи, односно во општите болници регионално. Овде ги зголемувате повторно под притисок на опозицијата и јавноста, ги зголемувате токму овие средства за да истите предизборно
Ова го кажав и на говорница на самото прашање, предизборно сега ќе ги изштампате наодите и мислењата за потребата од користење, решенијата ќе ги добијат во септември, за да во октомври истите ги исплатите. Овде ги предвидувате, ова е уште еден доказ дека ниту сте ги планирале, ниту сте ги имале предвидено во самиот буџет во 2021 година, туку со ребалансот сега ќе ги исплатите и ќе вршите предизборен подкуп. Ова ви се конкретни податоци, конкретни бројки од вашиот ребаланс, кои што го доставувате. Затоа ќе ве молам директно да одговорите. Меѓутоа, без празни флоскули, толку средства определени, конкретно на овие податоци. Зборувате за благосостојба на живење во Република Македонија, каде што знаеме дека инфлацијата ја предвидувате на 2,1%. Инфлацијата ќе биде многу поголема. Зошто? Бидејќи основните продукти се зголемени со многу поголема ставка. Ако зборуваме за зејтинот, имаме покачување од 42%. На млекото имаме покачување 15,5%. Меѓутоа, која е овде дилемата? Се покачува цената на млекото, а цената на суровото млеко на сточарите се намалува и истите немаат земано субвенции повеќе од 3 години. Која е овде економската логика која што ја постигнувате? Горивата за 2 години ви се покачени помеѓу 17 и 20 денари. Сега најавувате и еколошка такса, односно дополнителни 4 денари по литар гориво за секој еден кој што ќе го купи. Тоа е цицање на крв со памук. Директно задирате во сите буџети на секој еден граѓанин. Домашните буџети им ги доведувате секогаш во минус. И уште една конкретна ситуација на која што повторно е од бројките, кои што ги доставувате вие, да ми одговорите. Како тоа предвидувате социјалните придонеси се планирани на вкупно износ од 69.195 милиони денари, зборуваме за приходи, што представува 895 милиони денари повеќе, односно се зголемени за 1,3% во однос на усвоениот буџет од 2021 година. Зборувате за ставка на зголемување на приходи од социјални придонеси во моменти кога самите сте контрадикторни и најавувате намалување на ставката која што самите сте ја предвиделе за буџетот за 2021 година за процентот на вработување, порастот на процентот на вработување за 50% се намалува вашата проекција со ребалансот за предвидени, односно порастот на вработувањата. Како може со нови 50.000 луѓе кои што останаа без работа поради вашите политики, 50.000 луѓе, над 50.000 се без работа, со ваши проекции за 50% намалувате дека ќе расте стапката на вработеност, а предвидувате зголемување на придонесите од социјално и здравствено осигурување, пензиско социјално и здравствено осигурување. Контрадикторни сте во самите бројки, ова ви се непресметани факти кои што ниту сте ги забележале, сте сакале само да го напумпате буџетот за да имате вака мегаломански раскошни обраќања овде, толку пари ваму, онолку пари ваму. Што од ова ќе се реализира? Еве ви конкретно од вашиот буџет, од вашиот предлог на ребалансот. Затоа, почитувана колешки, ниту буџетот ви е развоен, односно ниту буџетот е развоен, ниту ребалансот е развоен. Со овие податоци, со кои што сакате да ги алоцирате средствата, повторно се зголемува јазот помеѓу оние кои што честно работат со оние кои што само приграбуваат во однос на големите јавни набавки и енергетскиот сектор, каде што ви се најголемите загуби, односно каде што вршите најголемо перење на пари. Зошто? Проектот кој што го имавте за намалување на ДДВ-то за електрична енергија ви е класично перење на пари. Зошто? Бидејќи ДДВ-то се намалува, а ја зголемувате цената на електричната енергија само да создадете социјален мир, а ова и овие профити ќе одат во џебовите на неколку од оние кои што ја увезуваат струјата,
односно овие проценти на зголемување и ова ви е класично перење на пари. Меѓутоа, во однос на ова, забелешките, повторно ќе повторам, од сите меѓународни релевантни институции се соодветни и се правата слика во која што се наоѓа Република Македонија. Немојте само да излезете со став дека перцепцијата на овие институции е погрешно, имаат погрешна перцепција за состојбата, како што милува да каже вашиот вице-премиер. Благодарам.